أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين. Го слушам шумот, пријателот не го гледам. Хасан ел Бастри. Поглавје 3. Корените на овој свет и забрана за врзувањето со него. Се колнам во Аллах, никому не му било дадено добро кое тој не го сметал за искушение, а потоа да не задоцнел во добрите дела. Неговата вера била оштрбена со пропусти, а разумот заматен. А не постои никој кого што возвишениот Аллах го сочувал од овој свет, а тој тоа да не го сметал за добро, а исто така да не останел без добро дело и исправно мислење. Не постои ниту еден муслиман кој бил снабдуван од ден на ден, а тоа да не го сметаше за добро, а да не бил немочен во мислењето. Сум ги запаметил луѓето кои кон овој свет се однесувале како кон аманет, кој им е доверен на чување, па тие на крајот им го вратиле на вистинските собственици. Сум ги запаметил луѓето на кои овој свет им се нудел во целосно изобилство, но го одбиле, плашејќи се од одговорноста. Се колнам во Аллах, ниту еден човек не го добил овој свет без да ги изгуби достоинството и верата. Не му се чудам никому, како на човекот кој мисли дека влюбеноста во овој свет не спаѓа во големите гревови. Се колнам во Бога, да се сака овој свет спаѓа во најголемите гревови. А зар сите други гревови не се изродиле од овој свет? Зарем не се обожуваат статуите и зар не се греши кон милостивиот само затоа што овој свет премногу се љуби и затоа што му се рабува повеќе отколку на што и да е друго? На судниот ден луѓето ќе бидат оживеани голи, освен оние кои се воздржувале од овој свет. Се колнам во Аллах, никој нема да го возвиши динарот, а возвишениот Аллах да не го понижи на судниот ден. Кога се исковани динарот и дирхемот, Иблис, кој е проколнет за сите времиња, ги ставил на главата и едниот и другиот велејќи: оној кој ќе ве сака е мој вистински роб, кого ќе можам да го вртам каде што ќе посакам. Кога луѓето ќе го засакаат овој свет, тогаш нема да ме загрижува дали ќе ги обожаваат статуите и дали ќе земаат друго божество за свој господар, бидејќи нив љубовта кон овој свет ќе ги одведе во најголема пропаст. Сме ги виделе оние кои, работејќи за оној свет, го имале и овој, но не сме виделе дека кој било, работејќи за овој, го има и оној свет. Возвишениот Аллах му ги дава на човекот светските добра, препуштајќи го на самоизмама, а го лишува од нив од обзир кон него. Верникот не е предодреден само за животот на овој свет. Иса алейхи селам рекол: овој свет е нива на Иблис, која му ја обработуваат оние кои живеат на неа. Кој го запознал Создателот и Господарот свој, го засакал и му дал предност на она што е во него. Кој го спознал овој свет и неговата измама, го напуштил. На прашањето дали возвишениот Аллах може да се види со очите уште на овој свет, Хасан одговорил негативно, а на прашањето дали тоа ќе биде можно на оној свет, дал потврден одговор. На прашањето зошто е тоа така, одговорил: бидејќи овој свет е минлив и се што е во него минливо е. Оној свет е вечен и вечно е се што е негово. Освен тоа, невозможно е вечното да се разбере со она што е минливо, она што е од секогаш со она што останува. А на судниот ден возвишениот Аллах на своите робови ќе им подари од изобилството на својата добрина и ќе им подари вечен вид со кој ќе можат да го гледаат.
Омер ибн ел-Хатаб радијаллаху анху влегол кај Аллаховиот пратеник и го нашол на легло од палмино лико. На страната на која лежел се гледале траги од јажиња. Гледајќи го во таква ситуација, Омер заплакал, а Аллаховиот пратеник го прашал: "Зошто плачеш, сине на Хатаб?" "Како да не плачам, Аллахов пратенику? Се сетив на византиските кралеви и на персиските царови и на нивните уживања. Ти си Аллахов пратеник, миленик и избраник, а сепак спиеш на постела исплетена од јажиња. А зар не си задоволен со тоа тие да го имаат овој свет, а ние оној свет?" прашал пратеникот. "Задоволен сум, Аллахов пратенику," одговорил Омер. "Јас на овој свет сум како коњаникот кој јава во летниот ден и одеднаш догледува дрво со дебела сенка. Тој навраќа и за миг се одмора, а потоа станува и ја напушта сенката," мирно додал пратеникот. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем живеел обичен живот, мош нескромно и едноставно. Јавал магаре, носел облека од грубо сукно, јадел седејќи на земјата, а често повторувал: "Јас сум само човек, јадам како што јаде обичниот човек." На каменот останало запишано: "Човеку, кога би го видел она малку што ти останало од твојот живот, сите твои желби веднаш би ги напуштил, настојувајќи да сториш што е можно повеќе добро. Така би ги оставил лакомоста и лукавството од стравот од каењето, кое ќе дојде утре. Кога нозете ќе се лизгаат, семејството ќе те предаде, ближниот ќе се одрече од тебе, пријателот ќе те заборави, кога ќе викаш на помош, а никој нема да ти одговори. Учените меѓу незнајковците се како лекарите меѓу болните. Сум го слушнал Хаџадж како им вели на жителите на Басра: "Мудриот Аллах определил овој свет да биде минлив, а оној свет да трае вечно. Она што е направено вечно нема да исчезне, ниту ќе биде без крај, она што има крај. Затоа, никако да не ве залажува тоа што овој свет е, а оној уште не е. И нека надевањата ви бидат соодветни на кусотрајноста на животот на овој свет." Чудо ли големо! Како можел Хаџадж да го разбере тоа што го спознал, а сепак да се оддалечи од вистината?